Ние од понеделникот започнавме со емитување на кратки вести на нашата информативна програма. Оди едно информација во тие кратки технички вести за случувањата во нашата информативна куќа. Зазедовме став како редакција на Канал Визија да не ги покриваме дневните настрани, едноставно новинарите и камерманите од телевизијата не излегуваат на настраните. Тоа е она почетно што како став го изградивме. Овој изнуден би го нарекол чекор, ова одлука на која што се решивме е последица на тоа што вработените во телевизија Канал Визија веќе подолг временски период 9-10 месеци немаат примено личен доход, не им се платени придонесите за пенсиско и здравствено осигурување, а на ангажираните со договори за дело исто така не им се исплатени договорените надоместоци. Од увидот во на сметководствена и книговодствена евиденција која ми беше ставена на увид, се утврдија злоупотреби во текот на постапката за пренос на уделите од поранешните сопственици на актуелниот сопственик. Постојат повеќе елементи на кривично дело данъчно затајување од поголем обем, а исто така се утврди дека во текот на превземањето на уделите вршена е злоупотребно, односно превземани се измамнички действија од страна на актуелниот сопственик во поглед на обврските кои ги превзел со договорот за превземање на уделот на оваа телевизија. До основното јавно обвинителство е поднесена кривична пријава за неколку кривични дела. Меѓу другото, битно е да се потенцира дека со кривичната пријава се предлага јавниот обвинител од судија на претходна постапка при основен суд Прилеп да побара мерка за обезбедување на побарувањата на вработените и на таков начин нивните побарувања пред сите останати да бидат намирени, од причини што мислам дека движечката машинерија на оваа телевизија сепак се тие. Се работи за 3 кривични дела: данъчно затајување, повреда на права од работен однос и измама. И по изнаоѓање на јавниот обвинител, нормално и за други кривични дела за кои тој ќе утврди одговорност. Колкав е доходот спрема во работените? Се уште се врши економско вештачење по однос на висината на нивните побарувања и тоа дополнително ќе можеме да го констатираме со точна бројка, но сепак се работи за прилично поголем износ кој од прилика изнесува во висина на реалните удели, односно на вредноста на реалните удели на телевизијата. Мислам дека беше од јуни или јули месец 2018 година, врз основа на договор за превземање на удел, без надоместок извршена е промена на сопстеничката структура во Централниот регистар, а исто таков договор со надоместок е склучен неформално, заверен на нотар се разбира, каде што е утврдена реалната вредност на 51% од уделот на оваа телевизија. Од кого е презета? Претходните сопственици не би ги именувал со име и презиме, така да... А ова е Давор како? Актуелниот сопственик, полномошник на правниот субјект кој го поседува уделот е Давор Настески, кој што настапувал цело време како полномошник на правниот субјект, сопственик на 51% од уделот на телевизијата. А против кого е кривичната? Кривичната пријава е поднесена и против поранешниот сопственик и против актуелниот сопственик како правно лице и физичкото лице кое настапува како полномошник. Жаре имења? Актуелниот сопственик е, мислам дека беше Нова Фин или Нова Фин Инвест Дуел Скопје. Како? Фин Инвест Дуел Скопје. Негов полномошник е Давор Настевски и Бранкица Мавчева како сопственик на остатокот од уделот од телевизијата. За другите обврски на телевизијата, преку овие действија на пријавените, мислам дека нема проблем околу нивно сервисирање, единствено има проблем околу намирување на побарувањата на вработените. Тоа значи нема долгови телевизија. Телевизијата има доволно прилив за да ги обезбеди сите побарувања од трети лица, со исклучок на нивните, како побарување од работен однос. Значи приливот стигнува на сопственикот. Стигнува со него моментално располага сопственикот, така да тие средства се насочуваат за се, освен за побарувањата на вработените. Видете, мојот правен совет за сите вработени беше да не се дозволува кога веќе имаат побарувања од таков обем, со кои што би можеле да се намират од сопствените удели, односно од уделите на телевизијата, мојата препорака беше да не дозволуваат во иднина било кој
трето лице да располага со нив, ами врз основа на овие побарувања и во соодветна постапка по тужби за исплата на доместоците, да побараат извршување врз уделите од телевизијата и на таков начин да станат сопственици на соодветни делови во зависност од висината на нивните побарувања. На таков начин мислам дека и тие ќе се ослободат од притисокот на јавноста, што е вообичаен во нашата држава да се врши како притисок, без разлика дали во форма на политички или поинаков. Ние ќе ги следиме правните напастви од нашиот правен застапник, сите заедно с него очекување сега на потегот што ќе го повлече одлуката што ќе донесе основното јавно обвинителство. Таа одлука и потоа и од судија на претходна постапка ќе зависат на тамошните чекови и мерки што ќе ги преземеме. Што ќе биде со програмата во наредниот период? Остануваме сега најдоцна до крајот на наредната недела до одлука на обвинителството и на судот. Ќе одиме во овој формат само на курс и технички вести. Се надеваме дека ќе има слух и обвинителството. Нашиот интерес е да продолжиме со работа објективно информирање на јавноста. Прилеп град со 60-70 илјади жители, мислам од 21 век е срамота да остане без телевизија. Ако на градот не му треба телевизија, тогаш нека му служи на чест на сите.